Десетици илјади луѓе излегоа на маршеви низ Австралија, протестирајќи против сексуалното злоставување и вознемирување на жените во земјата. Тие беа поттикнати од неодамнешниот бран наводи за сексуален напад, центриран околу парламентот на Австралија. Наводите се насочија на контролата врз конзервативната влада. Протестите беа организирани пред една недела, откако јавниот обвинител Кристијан Портер откри дека тој бил предмет на обвинение за силување во 1988 година, што тој го негира. Посебниот случај оној на Британи Хигингс, поранешна политичка советничка која што во февруари тврдеше дека била силувана во канцеларија на министера во 2019 година, исто така го разгоре гневот на јавноста. Демонстрантите сметаат дека одговорот на владата на обвинување за сексуален напад е несоодветен. Холандија стана најновата земја што ја прекина употребата на вакцината за коронавирус Оксфорд AstraZeneca поради загриженост за можни несакани ефекти. Светската здравствена организација ИЕМА вела дека нема индикации за поврзаност помеѓу вакцината и извештаите за згручување на крвта. 7 земји досега целосно ги суспендираа вакцините на AstraZeneca. Експертите велат дека случаите на згручување кај вакцинираните лица се пониски од бројот забележан кај општата популација. Ирската република презеде слични активности во врска со извештаите за згручување на крвта во Норвешка. Веќе Данска, Норвешка, Бугарија, Исланд и Демократска република Конго ги прекинаа инокулациите со вакцината. Неколку европски земји, вклучително Италија и Австрија, ја прекинаа употребата како мерка на предпазливост. Околу 17 луѓе во Европската унија и Велика Британија примиле доза на вакцина со помалку од 40 случаи на згручување на крвта од минатата недела, објави AstraZeneca.